Професоре Фршковски, прво ви благодарам што се озвавте на нашата покана за учество во телевизија Нова. Кај вас во кабинетот дојдовме со неколку прашања кои што се однесуваат на актуелната состојба поврзани со носењето на законот за употреба на езиците во Република Македонија. Вие сте еден од оние кои што го пишувавте уставот. А сега има голема тензија и во собранието, но и во општеството во уставноста на законското решение за употреба на законот за употреба на езиците, при што се поставени над 35.000 амандмани до собранието од опозицијата, кои што треба или очекуваат да бидат градени во законското решение, а се однесуваат по оние препораки кои што стигнаа од председателот Иванов по неговото одбивање да го потпише законското решение онака како што беше претходно поминато во второ читање во собранието. Ја прашувате дали законот е уставен, во таа смисла. Прво. Па законот, јас сум рекол неколку пати, е уставен во основа. Дали се допаѓа, дали не се допаѓаат решенијата, тоа е друго прашање. Дебатата која се водеше во јавноста го промаши таа основна тема, бидејќи им даде можност на внатрешните позиции, лични ставови на луѓето кои учествуваат, дали им се допаѓа или не приказната околу законот. Иначе он е уставен од два аспекта. Прво е заснован на ставот 5 од членот 7, кој пишува дека во Република Македонија и во органите на државната власт друг закон како официјален закон, односно како службен јазик, може да се користи согласно закон и ова е тој закон. Во таа смисла и законот од 2008 и овој од 2017 е уставен. Сега, тоа се меша со некои решенија во законот, некои членови во законот, кои се лошо напишани во основа. Оставаат отворена конфузија на што се однесува членот. Од 3, 2, 3, има неколку члена такви, кои се проблематични во смисла како се напишани. Но тоа не ја доведе во прашање нивната уставност, туку лошо решение номинално, односно номотехнички, како викаме ние околу решенијата. Сега, во таа смисла, посебно се проблематични обсегот на користење на јазикот во, бидејќи уставот стои ставот државни органи, он ги опфаќа судовите во секој случај, и така наречените јавни организации, односно јавни установи кои вршат јавни овластувања. Тоа се парадржавни органи. На нив логично е да се однесуваат решенијата од законот. Но тамо во ставот има ставено и други организации, па се наведува спорт, образование и така натака. Се тамо други организации има и организации кои не вршат јавни овластувања. Кај нив е многу проблематично користење на таквите одредби од законот. Не се специфицирани, туку само се нафрлени како и други организации. Тоа е лошо решение. Требале поинаку да го решат. И проблемот кај тие лоши решенија не е, или нејасни, конфузни решенија, не е тоа што законот се доведува неговата уставност во прашање, туку неговата практична примена се доведе во прашање. И тоа ќе ги засили критичарите на законот неоправдано, поради лошите решенија да го напаѓаат целиот закон. Во таа смисла има конфузија. Не знам како тоа ќе се разреши, тоа веројатно сега не може да се разреши со амандмани. Дополнително проблематична е целата постапка околу амандманите во оваа фаза, но за тоа нешто подоцна. А веројатно ќе треба понатака преку интервенции дал на Уставниот суд, дали на автентично толкување во собранието, да се прецизираат на кој начин се однесуваат овие одредби. И тука ќе има многу работа поради лошите решенија номотехнички велам во некои членови на законот. Но зашто би се носел закон кој однапред се знае дека можеби ќе заглави или веројатно ќе заглави на Уставен суд, каде што велите дека има лошо решение. За оние што го правеле законот. Сега разговараме дека сега се враќа на трето читање во собранието, освен ВМРО ДПМН и коалицијата низина, водена од НЕЗ, ниедна од другите политички партии застапени во парламентот не поднесува амандман со кој што може да се исправат ваквите грешки на кои што вие укажувате. Оваа страна укажува и на други поголеми проблематичности во законското решение. Немаше волја да се направи тоа, се оди по некој принцип на политички договор пред, не знам, формирање на власта или отпосле за обстојување на владината коалиција, дали воопшто прашале некој од, дали со вас се консултирале? Значи, носењето на законот има политичка тежина
генерално, тоа е разбирливо. И во оваа фаза како се судрани концептите, не мислам дека ќе има било какво решение во промена закон. Тој, by the way, попат е точно оно што судиката Цаца пред некој ден го кажа, тоа е точно толкување. Во оваа фаза, амандманска расправа, после коментарите на независно, на суспензивното вето на председателот, не е возможно. Затоа што предпоставите дека законот ќе се измени по амандманите. Тоа е сега нов закон ако се измени. Тоа не е стариот закон. Тогаш председателот би можел повторно да го одбие да го потпише. Значи законот во второ читање мора да биде комплетно ист како првиот. Ако сакаат да го прескокнат согласно уставот, ветото на председателот суспензивно. Значи тој мора у пакет еднаков ист, непипнат да биде во сегашното гласање. Не, што ако го измени, не, во тој дел има процедура уставна. Ако владата сака да го измени законот, исто е проблем. Тоа е нов закон. Сега, например, владата да има своји амандмани, да го подобрува законот, како што велите вие. Тоа е нов закон. Тој влага од почеток во процедура кај председател. Тој повторно може да не го потпише и тој закон. Нема обврска сега да го потпише ако се појави нов закон, изменет закон. Према тоа, во уставна смисла, оваа постапка мора да заврши со гласање за овој како што е сега ваков закон, каков таков мора да заврши. Понатака, исправката на тој закон може да оди преку дополнителни амандмани, може да оди преку толкување на членови или може да биде со интервенција на уставот. Тоа мислам дека е опција која реално станува. Другите причини зашто вака се постапило, како се постапило, ќе ги поставите на тие што го правиле законот, мислам. Не можем ја да ја не сум експерт во таа област, ја можам да расправам за уставноста негова генерално за некои прашања околу стандардите за употреба на јазикот од аспект на меѓународно право, али не и за целината негова на законот, например. Во таа смисла треба веројатно има еден круг на луѓе кои би можеле да ги консултираат, има и правници кои можат да го направат тоа прецизно, една рецензија на законот после тоа му треба со добра волја. Меѓутоа не со аспект на бидејќи судирот во парламентот се околу амандманите е онака баш џајлибу, така што тука не верувам ќе има попуштање од владината коалиција, иначе ќе дозволат на сосема друга политичка атмосфера која ќе ја растури приказната околу политичката приказна околу овој закон. Ја не мислам дека тоа ќе се случи, мислам дека ќе го избуткаат ваков каков што е, а потоа ќе го поправаат. Сега знаете, тука постои една политичка димензија. Не знам дали се искрени поднесувачите амандманите дека сакаат подобар закон. Дека сакаат подобар закон, они може да го добијат подобриот закон. Дали ќе бидат задоволни со тоа? Не верувам. Они се против законот ан блок. Например, нивната логика би можела да биде ваква. Подобар ваков лош закон, лошо ќе се спроведува, фактички, може би под наводници, и нема да се спроведува пола. На вистинските противници, на лукавите противници на законот, ќе го остават ваквиот закон. Што викате вие за таа логика? Постои таква логика. Оти ако многу запињаат да имаат добар закон, можете да добијат на крај добар закон. Дали ќе ги задоволи тоа? Не, бидејќи они се против законот како таков. Не сака тоа проширување хоризонтално и кај што има место да се случи. Затоа оставете го тоа малку на политичката пракса. Ја мислам дека нема тоа да предизвика таква дебата, некој колапс на системот, туку полека во процес ќе се коригира и ќе се имплементира. Ќе се коригира и ќе се имплементира. Тоа е многу интересно, меѓутоа во меѓувреме стигнуваат едни повици кои што се повикуваат, нели, на казни, на ригорозност, едно победнички клици се слушаат, да речеме, повеќе од партиите на етничките албанци во Македонија, што можеби дополнително допринесува во целата атмосфера за еден ваков сензитивен закон во однос на општествената поставеност во Република Македонија. Од тука, прашувам, дали можеби воопшто е потребно да се носи ваков каков што е, или како што велите нов закон, кој што можеби ќе ги содржи сите замерки од кои што ги поднесе председателот на државата. Не, гледате, председателот на државата не подносува, ви не знам дали се ги виделе коментарите. Да, тие се генерални
Општи, тоа се овие што беа фактички што ја промашуваат целта, генерални општи проценки, дали законот е опортун, дали така треба се носи, дека ќе донесел до судир или заострување на меѓуетничките односи. Тоа не се вистински коментари кои би требале да го придонесат законот, туку се повеќе политички опортуни проценки. Мислам дека тоа се во таа смисла безкорисни коментари за евентуално подобрување на законот. И затоа мислам дека нема да проидат неговите коментари, а второ, неговите коментари би го вратиле законот по правење на нов закон практично. Така што не мислам дека на ниеден начин, ниеден амандман, и они мислам дека ќе расправаат дополнително дали амандманите воопшто ќе влезат, еден од нив ќе влезе во постапка. Они не треба да влезат во постапка, бидејќи ќе прекршат, ќе направат преседан во смисла дека во оваа етапа амандмани не се дозволени. Оваа етапа е таква. Кога ќе помине првата, втората етапа мора да биде ист законот кога го гласате повторно. 63, иначе вие зашто гласате повторно? Што надминувате? Тоа е друг закон. Се тоа може да биде остро, но тоа е така. Се понатака како ќе биде, ќе видиме. Немам ја тука некаков посебен одговор. Има некои стручни коментари, и кажавме и на јавните дебати, и сега со оваа расправа околу членовите, ќе се поправаат, бидејќи не може да се реализираат. Едноставно имаш проблем во праксата да се реализираат. Така да не може да се ефектуираат ниту казните, независно од тоа што го споменувате, триумфалниот говор. Има тука една логика, политичка логика на албанските партии која следа дека тоа е реализација конечна на таа приказна околу јазикот, но тоа во пракса изгледа покомплицирано кога ќе дојде се спроведува, ќе дојде на мерка на што може. И во таа смисла не сум песимиста. Ја мислам дека законот ќе доби едно практично рецензирање во фазата на имплементација. Но добро, едно од основните фалинки на кои што укажуваат ваши колеги од овој факултет и од други универзитетски професори, луѓе што се занимаваат и со меѓународното право, укажуваат на тоа дека основната фалинка е тоа што овој закон носи европско знаменце, по кое што нели искратена процедура помина низ собранието. Меѓутоа, фалинката е дека не се повикува на ниеден европски член или закон на кој што норма на која што нели се усогласува овој закон со некој од европските закони. Второто на кое што исто така реагираат е нели оценката од Венецијанската комисија. Што ќе оценува ако законот е веќе донесен? Знаете што тие одредби не се однесуваат на уставноста на законот. На уставноста на законот се однесува корпоративна цврста. Збориме прво како нели како еден закон, како е донесен. Независно тие се коментари, држеле, не држеле, имале логика или нема логика, ќе се осврнем на нив, тие не ја загрозуваат уставноста на законот. Значи тоа или не е уставен, на основа на компаративна анализа со уставот. Тоа го завршивме дека по моје мислење е уставен. И мислам дека и тие не го коментираат, тие го кажуваат општо не е уставен, но не го аргументираат зошто не е уставен. Се ово за знаменцето. Гледате за знаменцето. Еве да го трнат знаменцето, истиот закон ќе го избуткаат во иста процедура, повторно истите коментари, но тие што не се задоволни од решенијата. Но не бро. Имаше коментар дека тој закон не се носел со овакво мнозинство, со какво мнозинство? Допрва, ако има некаква промена, треба да се промени уставот, односно треба да се промени законот, да се каже претходно дека тој се носи со двотретинско мнозинство. Или со обадено, тоа не е коментар, тоа е доподомани, тоа е за некој нов закон утре. Третиот коментар е дека таков закон во принцип се носи со присуствена опозиција. Океј, тоа политичка проценка може да биде фина, коректна, но тоа не е обврска законот да го прави нелегален или легален. Он вака се носи сега и тој е донесен у коректна процедура, независно од тие коментари. Кои може да држат, може да не држат, не се однесуваат на неговата помала или поголема легитимност. Он е во таа смисла легален и во соодветно легитимен. Сега, друго прашање од тие коментари, колку што јас се сеќавам, беше дека некоја скратена постапка, не, дека фактички злоупотребата на европското знаменце е не само скратена постапка, туку и некаква злоупотреба, неврзување за европските стандарди. Кај законот за јазици се користат воглавно два извора. Тоа се Европската конвенција за рамковна конвенција за правата на националните малцинства и Европската повелба за малцински јазици. Во основа тие се два, као една подиректна, другата поопшт меѓународен извор, но тие се тамо стандарди.
Стандардите значат, кој ќе споменете стандард, значи најниско ниво на регулирање на јазикот, на некој стандард, на јазикот, членство, односно партиципација во државна администрација и т.н. Најнисок стандард, ние сме далеку над тие стандарди, во тие инструменти. Тие стандарди може да бидат високи за земји кои што е, да речеме, Бугарија, Албанија, Грција, која уопште не ги прифеќа. Но ние, нашите решенија кај јазикот, кај образованието, кај партиципација во државна администрација се над тие стандарди. И европските документи велат вака: ова во стандардите е минимум, земјите ако одат над тоа, зависно од нивната традиција, може, тоа не е забрането, и нас практично стандардите не ни помагаат во она што мислат критичарите како ќе ни помогнат, да ги спуштиме нивоата. Ова што бараат албанците, ова не е во стандарди. Не? Они викаат тоа е минимум, вие можете да одите нагоре, зависно од вашата традиција. Власта се повикуваше на Венецијанска дека ќе испратела, па дека се со Венецијанска комисија тоа е друг проблем. Може да се даде во претходно мислење на Венецијанска, може и после тоа. Мислењето на Венецијанска може да обрзе ги сменат некои членови. Ако постои добра волја, не е тоа проблем. Колку што јас се сеќавам, беа дадени членовите околу користење на двојазичноста на ознаките на полицијата и кај парите. Тие два члена конкретно беа дадени на мислење, бидејќи беа проблематични дали на цела територија, како, зашто. Решенијата во законот, не мислам дека Венецијска комисија ќе ги спори, бидејќи се вака поставени. Користењето на двојазичните написи на полицијата е во деловите кај што етничката заедница која не е во мнозинство е најмалку 20%, значи не на цела територија. Тоа е едно. И второ, кај парите стои во ставот 1 на тој член, стои дека банкнотите може да користат символи од културната традиција на другите заедници кои не се мнозински, а не дека текстот на новчаницата е двојазичен. Символи имаме и денеска, например, 100 динарката е со релјеф од дебарски куки, така нешто. Така да тоа не е проблем и денеска во нашите пари. Во таа смисла, што ќе направи Венецијско, таа смисла сум да го потврди решението, не гледам дека ќе го проблематизира. Но, секако, незиното мислење и постфестум, од кога е донесен законот, не е спорно да се вгради со амандман, доколку да имате јавен став дека она што ќе рече Венецијска комисија, ако е спротивна на решенијата, треба да се имплементира, тоа не е проблем. Тука треба добра волја и не мислам дека владата ќе има проблем ако Венецијска има негативно мислење за некои ставови, на некои членови, да ги инкорпорира. Не мислам дека ќе има проблем. Сега повторно доаѓаме до дека дали уставен, дали Венецијанска комисија, дека повторно овој закон секако дека ќе дојде до измени. Зошто тогаш се брза за носење на таков закон кој што ќе... Па затоа што е крупен акт носење на ваков закон. Гледате, предизвика некакво битно проширување. Зошто не се почека да се направи како што треба, нели, за да биде општо прифатен од сите? Знам, ама вие ми поставувате прашање кое може политичар да ви го одговори, не експерт. Тоа е политички опортуност на кога се носи законот. Тука нема експертско мислење. Може да се донесе сега, попосле, може во ваква комбинација, таква. Тоа се политички проценки. На нив ја не можам да кажам, кажам мое мислење. Не можам да проценам зашто заедно вакви два големи проекта како што е, или така се погодија случајно. Ова со името и ова со законот се погоди у исто време. Може да планирале така, може да не планирале така, не знам. Не можам да проценам, тоа се политички проценки. Сега, битни се проширувањата, важни се, и минатиот закон не се остваруваше, 2008, хоризонталното има основа, рамковниот договор сугерира тоа хоризонтално ширење на користење на албанскиот јазик во овој случај, тоа не го реализира и сега ваквото законско решение прави таква поставеност која ја чувствуваат многу луѓе како праведна во основа. Сега грешките во членовите може да се коригираат. Поради таа валка на вода не треба да се исфрли детето низ прозор. Грешка ли е доколку и дали е во ред забелешката дека со овој закон кој што се носи со обично мнозинство се е над закони кои што се носат со двотреćinско мнозинство? Не, тоа се мисли веројатно на судските закони, но користење на судовите... Обшто регулира, нели, а понатаму повикува на крајот дека доколку не се согласат, овој ќе биде повален. Има едно правило во правото, lex specialis derogat lex generalis, значи во оваа смисла законот кој специфично го регулира некое прашање,
се применува секогаш пред некој кој општо го регулира тоа прашање. Према тоа законот за судовите општо го регулира прашањето на јазикот на постапката и таа не се загрозува, во смисла да генерално постапката е на македонски јазик како неусловено главен официјален јазик на, ако можем така да речем, во Република Македонија согласно уставот. Сега, специфичното користење на друг јазик во стандардите претходно беше само врзано за странката, односно за клиентот, односно за оној кој е на некој начин актер во постапката од аспект на странка. Неговиот јазик, него му се преведуваше. Све доказите му се преведува, пресудите, тоа е стандард меѓународен. Сега, тоа се проширува во постапката, користењето на јазикот, со овој специфичен закон за тоа. И тука има, може да вода да расправа околу тоа дали решенијата во законот за основниот закон за судовите важат или за кривична постапка важат или овој, меѓутоа по ова правило, како специфичен закон, овој ќе има предност во таа смисла, од тој аспект, иако се носи со различно мнозинство. Тоа прашање може уште еднаш да го расправат, може да биде расправа пред Уставниот суд, не е неспорно, и ќе се расчисти до крај. Многу интересно што се повикувате на Уставниот суд. Голем дел од противниците на груевизмот, како се нарекуваше минатата власт, минатата влада, големи замерки имаше кон Уставниот суд. Па добре, имаше и протести во кои што учествуваа по голем број и на ваши колеги, не знам дали вие дали да Јас учествував секако пред Уставниот суд. Така, каде што се бараше да се запали, имаше погребни зборови што се римуваа со Уставниот суд. Од кога сега веднаш има верба во тој суд? Особено што новиот член на Уставниот суд имаше еден став по однос на ова законско решение пред да стане член и откако подпиша да биде член, откако избран. Па јас ги разликувам институциите од председателот. Не имаме институција председател, не мислам дека треба да го менеме уставот, има многу лошо мислење за конкретната личност. Исто така и за Уставниот суд. Составот на Уставниот суд е најлош во историјата, тој останува лош. Од каде сега верба во него? Верба во институцијата, некој притисок на тоа, гледате, имате верба во судиите кои беа. Овој закон ќе треба да заживее, но подолго време додека не се измени составот на Уставниот суд. Не знам, ќе видиме како ќе се однесуваат. Можам да ви кажам дека еве судиите кои ги викаат сваровски судии имаат верба дека ќе ги судат истите тие луѓе кои ги ставиле таму како сваровски судии. Можете таква иронија да очекате. Тие судии да ги судат нив и да ги однесат до затвор. Па после да ги сменат. Разни случаи ќе се случат, да луѓето се менуваат. Меѓутоа институцијата е таа. Велам дека до Уставниот суд ќе се обратат многу страни околу законот, ќе видиме тоа како ќе се однесува. Некои представки може да бидат издржани, некои представки не мора да бидат издржани. Судот е тој, не можете да го менувате лесно, ќе видиме како ќе се однесува. Односот кон институциите ме обврзува тоа што го нарекуваме уставен патриотизам. Не имаме вреба во тоа што ние уставот сме правилен начин со институциите ги двоиме од луѓето кои ги исполнуваат. И се молиме тоа да биде добар состав. Не можеш секогаш да го избереш, некојаш е под влијание, ама тоа е тоа. Но институцијата секако имате верба, дури да знаете дека не можете многу да очекувате од луѓето таму. Сега на крај, пред крај би ве прашал вака, го споменавте тоа дека се врза периодот решавањето на името, евроатлантските интеграции, барањата за промена на уставот со носењето на овој закон кој што понатаму се бара да биде внесен. Еден од лидерите на политичките партии на етничките албанци токму тоа го спомена дека кога ќе се создадат услови ќе биде променет и уставот. Мислејќи веројатно на некој нов состав, како рековте, верувате во институции, не во составот. Дали сметате дека барањата кои што ги испорачува Грција до нас за промена на уставот треба да бидат прифатени или не? Имајќи ги предвид вашите претходни ставови, нешто со името треба мора да се заврши оваа година во НАТО и на почеток на преговори. Па јас сум се наслушал идеи околу промена на уставот. Ова е едно од тие ваши настави кои што станале за тие што се стотици идеи за промена на уставот и ништо тоа не се реализирало, дури она што се реализира преку амандманите во најголемиот дел се лоши промашени промени. Може би треба во една идна состојба да се ослободиме од најголемиот дел од амандмани на уставот, осем овие што се од Охридска договори, уште еден-два може да останат. Другото све треба да отпадне всушност. Ја мислам дека во уставот во оваа смисла секако нема да се менува. Единствено отварање на уставот ќе биде со нашиот влез во Европската унија.
поради директната примена на директивите на тоа законодавство од Европската унија, ќе мора членот кој го одредува ратифицирањето на меѓународните договори да се промени и тоа го прават сите држави кога ќе влезе. Ја не мислам дека ништо друго ќе се случи, вклучувајќи го и расправите околу спорот што ги имаат грците со нашето име, тоа мислам дека нема да се случи. А нивните барања не ги коментирам. Знаете, не мора да се палите на барањата на другата страна. Таа секогаш има различни поекстремни барања, него нешто на крај завршува како компромис. Да го видиме ние компромисот прво каков е, што Нимец го носи, па потоа во рамките на она што ја мислам кога моје мислење, мислам дека ќе биде во тие рамки возможно решение. Друго решение не знам дали ќе биде возможно. Знаете зашто ја прашувам? Бидејќи такви отворени барања дека мора сега да се влези да се започне нешто со НАТО или со Европската унија. Дека мора нешто да се направи со името. Дека мора цел тој пакет да се заврзе. Дека овие настапи што ги имаше премиерот актуелен, дека немаме црвени линии, дека тоа идеме со пријателство, паѓаат за да може да се отпочне таа агенда која што беше предуслов за владина коалиција и воопшто за промена на власта. Некако како да ги засили грчките барања, очекувања, но и притисоци врз медијаторот. Не, зависно како го гледате тоа. Зависно од кој аспект го гледате. Ако го гледате од аспект на стравот на македонците, може да така изгледа. На нас. Меѓутоа нема во основа поместувањата се од двете страни. Дури би рекол од наша помалку. Бидејќи нашите црвени линии, независно дали ќе ги кажете јавно, нема да ги кажете како ќе дипломатски ќе ги поставите, се јасни. Ние мора да бидеме македонци, нашиот јазик кој е израз на идентитетот е македонски. Како тоа ќе го направат во формулацијата ќе видиме, но тоа е првично. Второ прашање во тие приоритети е името на државата, кој мора да содржи термин Македонија, со овие, како се познати географски, временски или Република Македонија Загреб. Скопје ознаки, тоа се, па и онаа старата од 91 година Република Македонија Загреб Скопје, значи една листа на... Во тој контекст ние, ако ги обезбедиме тие прашања, последните изјави се само повтарање на таа де факто црвена линија, ако сакате тоа така да го наречете. Меѓутоа, тоа е позната позиција во Македонија, тоа е окей, мислам, независно од се друго, таа позиција е наша позиција и таа е споделена. Независно дали ќе рече некој дека имаме, немаме консензус, јавно ќе го каже консензус, всушност консензус кај македонците постои. Дури со сапорт на албанската заедница која не е мнозинство овде, исто така не мислам дека имаме проблем со тоа. Сега ќе видиме како тоа до крај во сите детали, има таму детали кои треба да ги доразговараат. Тоа се две точки околу ергомне, што све мислат по тоа и по тоа на прашање феноменално на кој го слушаме околу ирентизмот, на што мислат околу тоа. Тоа све во детали ќе видиме како ќе се расправи. Но поентата ми е дека нашите стратешки приоритети за влез во НАТО не се врзуваат за некакви прашања околу алијансата, влијание на Русија и Америка, туку имаме ние конкретен егоистички национален интерес за тоа. Влезот во НАТО на ваква земја како што сме ние, која е во основа мултикултурна, директно придонесува на релаксација на меѓуетничките односи внатре. Такви ефекти на влез во НАТО немаат земји кои се хомогени. Тие влегуваат можеби од други причини, геостратешки, немам какви други безбедностни причини. Ние влегуваме плюс од еден сурплус што за нас многу значи. Кај нас влезот во НАТО во таква структура ги релаксира големите безбедностни прашања, овие прашања што уште ги поставуваат дали ќе не биде вакви, сме ова границата вака, границата онака, тоа конечно исчезнува и тоа за нас е драгоцено. Сите други прашања се второстепени НАТО, агенда, ваква ситуација или таква ситуација, тоа е пред се за нас важно и затоа имаме таков стратешки приоритет на влез. И во тоа сега и поради тој приоритет ние расправаме вака како што расправаме во овој контекст. Промената за каков безбедносен проблем би станало збор, имајќи предвид дека ние сме обиколени од НАТО. Тоа е едно од аргументите на оние што можеби се противат на брзо решение, токму во насока на аспирациите. Второ, имаме земји кои што се, да речеме, дел од НАТО структурите, а имаат конфликт. И тоа е исто едно теза која што држи.
Да, меѓутоа кај нас суштинаш ќе повторам, нашите меѓуетнички односи поврзани се, ако сакате да завлеземе зашто на тоа делува стабилизирачки, е затоа што заедниците меѓу себе немаат довера. И тоа е традиционално така. Вие не зависи тоа од мојата или од вашата волја. Малцинските заедници кон мнозинската, мнозинската кон малцинските исто така, поради различни историски околности. Некои чувствуваат дека биле дискриминирани, другите ги гледаат нив како испружена рака на некои регионални сили, така натаму. Тоа се, кога ќе влезе структура која создава правила на игра, кога тој исчезнува како проблем и ја релаксира демократијата. Кога тој безбедносен или да речеме конспиративен елемент го немате, вашата демократија се отвара како роза. Порелаксиране, тоа нас не треба. Тој систем мора да симнем од врат. Таа грижа што ќе биде со овој дел, со оној дел, какви планови има, посебно кај македонците кои за тоа се традиционално под стрес. И други нации, али македонците што е релативно мала нација, се традиционално под стрес, тоа ги релаксира и тоа е многу важно за нас. Тоа е стратешки важно. Кој не го разбира тоа? Не разбира ништо околу нашата политика. Како е базирана политика во ваква држава, како што сме ние. И затоа е тоа битно за нас. Надвор од тоа дали сме ние словенска нација, дали сме блиски со овие или со оние култури, историски плюс тоа нема никаква врска со руската политика во регионот, која била традиционална против ВМРО и создавање на независна македонска држава, таа и сега проблематична за нас. И второ, нивната политика е создавање на овој регион како бафер, надвор од зоните, некаква неутралност, што исто така за нас е проблематично. И во таа смисла ние имаме стратешки стабилна политика, таа треба да ја реализираме од егоистички, а не од некакви симетрични или некакви други причини, осем наши национални интереси. Не ми одговоривте некаде на почетокот на ова интервју, дали воопшто бевте вклучени или консултирани при изработка на законот за употреба на јазиците? Не, јас не бев се тоа консултиран. Бидејќи сега, ова наменски ве прашувам, бидејќи се појави една од снимките, така наречените бомби, на кои што вие дискутирате дека употребата на законот за јазици воопшто ќе биде решено хоризонтално. И сега во ова интервју неколку пати спомнавте хоризонтално решение. Хоризонтално знаете што значи? Хоризонтално... Не, воопшто, затоа што тогаш го споменавте како хоризонтално и сега гледаме дека решението е хоризонтално. Тоа затоа ве прашав, дали сте еден од креаторите кои што сега се Не, знаете, и добрите идеи се добри идеи. Тие или оние идеи што држат, тие идеи држат, тие ќе би се повторат. Не може да ги негира. Вие посочувате на неколку фалинки на законското решение кои што чекаме отпосле да биде решено. А создава проблеми внатре во општеството во еден момент кога имаме нели и договорот со Бугарија, чекаме да видиме како ќе се реализира, пошто и тоа е доста конфузен. Ќе видиме. Прашањето за името е тука исто доста конфузно, предизвикува стресови и прашањето за јазикот кое што е капак еден круг. Знаете што, јас не мислам дека тоа ќе предизвика таков стрес како вие се сугерирате. Јас сум бил сведок на такви... Добро, се обидувате ме прашите од тој аспект, дали тоа ќе предизвика, односно претпоставка е дека е тоа проблематичен тежок закон. Тој може да е во парламентот, меѓутоа ја не мислам дека ќе се создаде проблем во некакво во општеството пошироко. Јас сум бил сведок на тоа, какви драми сме поминувале со различни покрупни прашања од тоа и какви црни сценарија дека тоа ќе доведе до подела, етнизација, федерализација. Ништо не се случило. Не се случило, ама баш ништо. Потоа тие луѓе што тоа го правеле им било срам да се појават, да речат, и исто така некои колеги кои од тука што ги споменав да прават факултет, па и чезнувале, заборавале што рекле, така да не мислам дека тоа воопшто ќе создаде било какви проблеми. Може да го разгледате другиот аспект, ќе создаде релаксација која кохеренцијата на македонското граѓанско ткиво ќе ја зголеми. Таа опција не отфрлајте. А истовремено законот ќе се ишмиргла во својот процес на имплементација. Значи, ќе ги имаме двете win-win ситуации. Истовремено, граѓанскиот сектор, македонско-албански и друг, ќе засили, независно од овие турбуленции во парламентот, а од друга страна, законот во проблематичните делови, онаму каде што е неостварлив, ќе истрпи во праксата шлифување кое ќе биде во корист на ефективна имплементација. Таа опција мене ми изгледа поверојатна од сегашните паники кои се поврзуваат со тоа.